Уште неполна недела дена им останува на работодавачите да исплатат регрес за годишен одмор на своите вработени. Но годината која измина помина во пандемија, па колку од фирмите на вистина претрпија загуба, речиси исто толку ја искористија пандемијата за да стават во джеп некој денар плюс. Регресот за годишен одмор, познат како К15, мора да биде исплатено заклучно со 31 декември годинава. Само не се знае точната минимална сума која може да биде исплатена од страна на фирмите кои претрпеле загуба. Моментот што веле дека работодавачот може да исплати регрес за годишен одмор, доколку имал потешкоти во работењето. Меѓутоа никаде не стои кој е најмалиот износ кој што може да го исплати работодавачот доколку наводно работат во загуба. И сега затоа со години веќе сведочиме и како здружение и како работници на исплата и по 100 денара, и по 1000 денара, и по 2000 денара. Така да мислам дека и оваа година Сојузот на синдикати на Македонија не успеа или не сакаш или не знам веќе како да го спречи, да ја спречи оваа злоупотреба и манипулација со работничките права, бидејќи тие се потписници заедно со организација на работодавачи на овој општ колективен договор. Секако за да има исплата на задолжителниот регрес за годишен одмор во помала сума, потребно е согласност, односно спогодба меѓу работникот и работодавачот. Меѓутоа, во пракса се злоупотребува и тој момент, односно представник на работниците не е биран од работниците, туку е биран од работодавачот кој ќе се потпише едноставно и така сведочиме за исплата и од 100 и од 1000 денара годишен одмор, мислам регрес за годишен одмор. Затоа дадовме апел и во текот на вчерашниот ден за да не се потпишуваат работниците на некакви бланко листови, некако да се здружат конечно, после толку години кога гледа дека манипулациите продолжуваат, да си одберат на писмено свој представник, да си се потпишат на листови, да си номинираат свој представник и тој представник да се договара и да ја направи таа спогодба со работодавачот, бидејќи до сега работодавачот си наоѓа некој негов близок, обично тоа се, не знам, некој од не од работниците, туку некој од менаџери или како ги викаат. И така да оваа година навистина очекуваме да ги следат овие насоки. По завршувањето на рокот за исплата на регрес за годишен одмор ќе се сумираат пријавите и ќе се види кој исплатил и колкава сума на К15 е исплатена од страна на работодавачите. Потоа ќе се очекува работа на терен од страна на Државниот трудов инспекторат и Управата за јавни приходи, за конечно да се стави крај на манипулациите и вработените да го добијат својот регрес за годишен одмор. К15 го следува секое лице кое е вработено и последователно 6 месеци работи во иста фирма.